студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Се санираат штетите од поплавите кои најсилно го погодија Кичево. 230 лица се евакуирани во спортската сала, додека надлежните со механизација го чистат теренот. Водостојот на реките и натаму ризик од нови изливања. СДСМ и ВМРО ДПМН е се уште без предлог членови на анкетната комисија која треба да ги истражува најголемите несреќи. Вреди на чекор до трансформација во една политичка партија. Касами и Меджити ќе го делат претседателското столче. Упад во автономијата на универзитетите, фаворизирање партизација и поттик за иселување на младите. СДСМ со овие аргументи бара целосно повлекување на законот за високо образование. Барањата на превозниците не се одбиени од ЕУ, тврди Макам Транс. Очекуваат преговори во следните 2 недели. Се заоструваат правилата, но и контролите на субвенциите. Министерството очекува да се стави крај на лажните земјоделци кои со години го цицаат буџетот. Во овие вести ќе се вклучиме во живо во Кичево, кое беше најпогодено од поплавите во текот на изминатото деноноќе. Останете со нас, почнуваат вести. Обилните врнежи од дожд предизвикаа поплави во повеќе региони низ земјава, а водостојот на неколку реки е значително зголемен и на критично ниво. Најтешко беше погодено Кичево, каде повторпат во еден месец се евакуирани околу 230 жители, чии домови повторно останаа под вода. Но поплави има и во Саре, Гостиварско, Липковско, како и Новосвлечиште на патот Тетово-Гермо. Локалните власти, спасувачките служби и волонтерите се на терен, додека евакуираните во Кичево се згрижени во спортската сала Христо Узунов. Габриела Лескова ја вклучуваме од терен во Кичево, ја вклучуваме од улицата Прилепска, која е една од најпогодените. Габриела, каква е состојбата? Така, добар ден, Славица од Кичево. Ситуацијата моментално во Кичево е значително подобра за разлика од вчера, но дождот остави навистина огромни последици. Како што напомена и ти во самата најава, некритично и денеска на улицата Прилепска, каде според најновите информации околу 250 граѓани биле принудени да ги напуштат своите домови и да бидат евакуирани во салата Христо Узунов. Откако беа евакуирани, кажа се дека беа сместени во спортската сала Христо Узунов, каде што им се понудени најосновните работи за преживување, душици, кебиња, вода и храна. Меѓутоа, овде има еден навистина голем проблем, а тоа што е дека во целата сала има само два тоалета, еден машки и еден женски. Луѓето кои што се евакуирани во оваа сала буквално немаат каде да се капат, а ова е особено проблематично бидејќи се уште не се знае колку долго време практично овие луѓе ќе бидат сместени во спортската сала, бидејќи штетите од овие големи поплави се уште се санираат. Од она што може да го видам на терен е дека на циглите, односно на зидовите во поплавените домови имаше траги од вода, од прилика околу метар и половина практично зајачка река навлегла во овие домови. Голем дел од зидовите се срушени и се уште има голем дел од домовите кои што црпат од кои што треба да се исцрпи водата. Меѓутоа, како граѓаните во овој дел кои што живееле на Прилепска се сноѓаат и повеќе за условите кои што ги имаат во спортската сала, да слушнеме во приложение, успеав да поразговарам со дел од нив. Нашите куќи не можеме да се вратиме, преведејќи јас денеска бев дома, од сите 3 соби, сите 3 врати се откорнати, џамоите искршени, фрижидери, перални, каучи, други, тоа све вака е лом. Значи, од мене, ево што околу вака повисоко, се познал флека док имаше вода. И сега, ја како прво мене ми е страх, тоа може да ме потклопи со све деца, со све фамилија. Овој пат беше многу вистински голема водата. И ние што моравме све да напуштиме. Имате ли доволно ресурси, храна, вода, каде спи? Имаме, носат, колку што си можат, ни помагаат, ни носат, тоа е од ним дужност, ние сме многу заблагодарни од ним. Са бајле е снимано, што прибедејќи не можете 2 дена да влеземе во куќите. 2,5 метра вода надворешно. Штета имам голема, значи дрва 7 метра дрва ми однесе, нешто гулаби, тоа што има кутлуци, свето однесено, а натре самите ќе се уверите вие. Еве ви доказ да видите сега во каква состојба сме ние. Габриела, гледаме дека има и механизација и активности на локалната самоуправа и на надлежните институции на терен. Што точно се превзема?
Локалната самоуправа заедно со локалното јавно предпријатие велат дека интензивно работат на терен со целосната механизација која што имаат уште во текот на вчерашниот ден. Практично, каде што е најкритично, станува збор за 3 улици овде во Кичево, се испумпува водата и се прават патиштата да бидат проводни. Би сакала овде да истакнам една информација која што е навистина важна за јавноста. Поплавена беше и градската болница во Кичево, меѓутоа според информациите на градоначалникот на Кичево, штетата е санирана и за среќа нема никаква опасност по однос на пациентите кои што се сместени. Станува збор за материјална штета која што е направена во апаратурата на првите спратови кои што се наоѓаат на градската болница. Во приложение слушаме представници на Центарот за управување со кризи, но и самиот градоначалник како ти интервенираат на терен и како ги санираат штетите од овие поплави. Во овој момент имаме вклучено преку 30 камиони, преку десетина огромни багери машини, значи комплетно цела механизација со која располага општина Кичево, јавното предпријатие, рекосломе, противпожарните единици и дури имаме помош од сите фирми во градот. Значи сите што имаат градежна машинерија е вклучено. Во моментот мислам дека е доволно, затоа што нивото на реката се повлече, ја продлабочуваме упорно, се работи од вчера сабајлето, цела ноќ без престан, през денешниот ден и ќе работат се додека комплетно не го решиме тој проблем. Минатиот пат беа вклучени хигиеничарки од општина Кичево, значи оние што ни се на располагање, да зачистат колку што можат. Имавме организирано дезинфекција и дезинсекција, тоа се правеше во 2 наврати додека беа сместени тука граѓаните. Се истото ќе се прави и сега. Беа ангажирани тимови од општа болница и од здравствен дом. Истото сега имам доставено барање да доаѓаат да видат на повик кој кому му треба, што му треба, да извршат преглед или да извршат некаква си мала интервенција на помош, така да мислам дека нема да фали никаква грижа на луѓето што се тука згрижени од никој аспект. Значи целото течение на Зајашка река, сите куќи и сите објекти беа поплавени, меѓу кои и болницата. Значи состојбата е многу подобра за разлика од вчера. Дождовите престана, малку се нормализира состојбата. Ние бевме на терен, значи направивме една обиколка и на река Треска, бидејќи таа река е излејана од своето корито, има поплавено некои објекти покрај нејзиното течение и доста земјоделски површини. Значи самите луѓе реагираа, сакавме да видиме каква е состојбата. Најмногу има излевање кај Бигордоленци и Вранештица. Дали би се потребни дополнителни ресурси, еве како еден апел до граѓаните, потребно е да донираат уште сите станоци? Да, потребно е да се донира, сите луѓе имаат потреба од повеќе, значи изгубиле многу, изгубиле се, значи покуќнина, се им е тоа оштетено, облека, храна им треба се, меѓутоа сето тоа апелирам да биде организирано преку Црвен крст, да не биде хаотично. За овие луѓе кои што се сместени практично во спортската сала, се грижат волонтерите на Црвениот крст. Нивната улога е навистина важна во овие моменти. Успев да поразговарам со генералниот секретар, кој што кажа дека дефинитивно имаат потреба од основни намирници како вода, храна и кебиња. Меѓутоа, оттаму апелираат сите донации кои што се извршуваат да бидат конкретно преку Црвениот крст, за да не се прават злоупотреби, некој да добие повеќе, некој да добие помалку. Во продолжение кратко го слушаме и представникот на Црвениот крст на Кичево. Обезбедивме од првата фаза, значи душеци, чебиња, хигиенски средства, храна, топли оброци и најосновни намирници што требат. Значи цело време имаме волонтери кои се грижат за сите евакуирани лица. Господин Селимик, можам да забележам дека овде имаме кебиња, душеци, храна и вода. Меѓутоа, каде се бањаат? Какви услови ќе обезбедат, нели, градските власти за ова? Да, тоа е моментално предизвик. Имаме само тоалет, еден за мажи, еден за жени, значи моментално немат баш такви услови за бањање. Ќе видиме со началникот и тој го очекуваме сега да најме некој решение за да може да се држи хигиена, дезинфекција на просториите за да бидат безбедно за сите. Пошто има и мали деца, дури имаме 3-4 деца кои се со 2 месеци, едно е 7-месечно дете, 2 години, значи малце е проблем за нас. Моментално минимални се условите, значи овде обезбедувам чистење од страна на општината, значи носат хигиеничарки и дезинфекција се прави од таму.
Според нашите проценки, прошлиот пат кога имавме поплава пред еден месец, значи овде седе 8 дена. Значи од тоа што го видовме на терен, можеби 10 до 14 дена не може да се враќаат во нивните домови. Треба да се повлече комплет водата, за да може да се чисти, да се фрла тоа што е внатре и да може да се направи дезинфекција на нивните објекти. Габриела, слушнавме дека има излевање и на реката Треска и во повеќе делови од горното течение на реката Вардар. Каква е ситуацијата во овој дел од државата денес? Славица, освен во Кичево, поплави и критично состојба се бележи и во Гостивар, особено синоќа по полнок се влоши ситуацијата поради обилните дождови. Според информациите кои што успеав да ги добиам од Центарот за управување со кризи, исто така имаме една ситуација во Тетово, каде што е пријавен практично паднат потворен зид врз семејна куќа. Билтенот на Центарот за управување со кризи бележи и големи одрони на повеќе патишта низ Македонија. Големи штети нема, зголемен е водостојот на реките во целата држава, меѓутоа моментално не се бележи голема опасност од сериозни поплави. Исто така вчера сериозна беше и ситуацијата во Сарај, меѓутоа според информациите денеска и таму е стабилизирано по интервенцијата на надлежните служби. За крај само би сакала да напоменам дека според најавите на УХМР и во текот на следните денови, односно во текот на работната седмица ќе продолжат врнежите од дожд. Од АМ само дополнително апелираат внимателно возење по важните коловози. Славица, тоа се моментално информациите од теренот Кичево, целосен извештај најавувам за вестите за во 19 часот. Како ќе го имаме најновиот развој, следиме ситуацијата од терен. Благодарам, Габриела. СДСМ и ВМРО ДПМН е се уште без предлог членови на анкетната комисија која треба да ги истражува најголемите несреќи. Вреди на чекор до трансформација во една политичка партија. Касами и Меджити ќе го делат претседателското столче. Партиски несогласувања го кочат стартот на адхок комисијата која треба да ги истражи околностите за серијата трагедии во кои во последните години загинаа 139 лица. Ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН се уште не предложиле своји членови во собраниското тело кое треба да ги разгледа несреќите во Ласкарци и Бугарија, како и пожарите во Кочани и модуларната болница во Тетово. Партиски игри го кочат стартот на адхок комисијата за серијата несреќи во последните неколку години во кои загинаа 139 луѓе. Ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН немаат предложено своји членови во ова собраниско тело кое треба да ги истражи околностите во кои се случија двете автобуски несреќи во Ласкарци и Бугарија, како и пожарите во Кочани и модуларната болница во Тетово. Од СДСМ велат дека ќе дадат своји предлози и покрај тоа што сметаат дека спикерот Гаши е тој што треба да го иницира стартот на комисијата. Ние ќе поднесеме, па согласно тоа како Гаши го толкува деловникот, очигледно е како му одговара. Еднаш на еден начин, кога треба да поминат кредити и задолжувања милионски на државата, тогаш закажува. Комисија кој има нешто што не му одговара, тогаш не закажува. Така да еве ќе излеземе у пресрет на се. Гаши на брифинг со новинарите вели дека председателот на оваа комисија е тој кој што треба да го свика нејзиното заседание, а за да може тој да биде избран, партиите мора прво да дадат своји предлози. Најави дека на следната координација за ова лично ќе ги потсети координаторите на пратеничките групи. За сега своји представници предложи само Левица. ВМРО ДПМН е без предлози, иако и оттаму најавуваат дека ќе го сторат тоа. Од партијата и денеска се фокусираа на одговорноста на Филипче за пожарот во модуларната болница во Тетово, кој изби во времето кога тој беше министер за здравство. Трагедијата во модуларната болница во Тетово, во која згаснаа 14 животи, можела да биде спречена ако Филипче бил чесен и доколку не го интересирале провизии, анекси и тендери. Трагедијата би била спречена доколку Филипче имал подготвено елаборат за електрична енергија, но и доколку техничката спецификација била како што треба. А истата ја прави одговорно лице назначено токму од Венко Филипче по негова насока, каде што подоцна се констатира дека не е во согласност со ниту еден стандард за изградба на објекти од областа на здравството. Не се почитувале законот за градење и законот за здравствена дејност. Филипче ги отфрли обвинувањата за кои рече дека се плод на црна кампања, која според него има за цел да дефокусира од клучните проблеми. Ето, тоа е концепт.
лажни обвинувања, лажна црна кампања. Собранието на стартот од декември лани одлучи да се формира анкетна комисија која ќе расправа за сите несреќи, откако претходно СДСМ бараше да се разгледува само пожарот во Кочани. Александар Спасовски, Сител телевизија. Привршуваат преговорите за трансформација на Вреди од коалиција на повеќе партии во единствена партија. Според информации од коалицијата, договор може да се очекува во следните 2 до 3 дена. Како најизвестна опција се споменува копредседателство помеѓу Меджити и Касами и подолба на влијанието по процентуален клуч. Дел од помалите партнери засега не даваат јасна поддршка за овој модел, додека официјализирањето на новиот политички субјект се очекува порамазан. Финишираат преговорите за тоа кој ќе застане на чело на Вреди кога таа од коалиција ќе премине во партија, но и колкав дел од раководните структури и владините функции ќе им припадне на секој од партнерите. Меджити, Касами, Сали, Фетаи и Ќоку. Извор од крилото на Меджити вели дека договор треба да се очекува во наредните 2 до 3 дена. Со обединувањето на Вреди лидерите очекуваат подобри позиции за преговори во владата, но и во албанскиот политички блок. Според последните информации, Меджити и Касами веќе се согласни за копредседателство, односно идната партија да има двајца председатели. Демократско движење и БЕСА би добиле по 35% учество во партијата и во извршната власт. Останатите 30% би ги делеле алтернатива, крилото на Алијанса на Фетаи и самоопределување. Но ваква согласност се уште нема од помалите партнери. Поранешниот лидер на алтернатива и собраниски спикер вели дека е добро Вреди да стане партија. Му давам отворена поддршка на лидерот Беким Сали да одлучува во однос на спојувањето на Вреди во партија. Се работи за 4 партии со различна хронологија, но Вреди стана тоа што е поради 2 принципи – рамноправност и одлучување со консензус. Мислам дека тоа се 2 принципа кои треба да се задржат и во новата партија. Брифираше Гаши за тоа кој модел на лидерство му е потребен на Вреди. Тој одбегнува да одговори дали ова значи дека алтернатива е против копредседателството на Меджити и Касами и дали за нив е поприфатливо ротирачко председателство. Гаши не смета дека алтернатива треба да ги распушти органите, бидејќи и она кај јавните настапи веќе не се партиски туку како Вреди. Касами во четврток веќе го распушти раководството на БЕСА во знак на обединувањето на Вреди. Ден подоцна Меджити го поздрави чекорот и порача дека сите останати субјекти што се дел од коалицијата треба да го следат потегот. Тогаш лидерот на Демократско движење порача дека во опција се сите модели на лидерство, од еден лидер преку копредседателство па се до ротирачко председателство. Очекувањата се дека новиот политички субјект Вреди ќе се официјализира за 1 месец по Рамазан. Најавената реконструкција на Мицкоски на владиниот кабинет велат нема да влијае на создавањето на партијата, иако Касами веќе отворено откри дека не е најзадоволен од својот министер за социјална политика Лимани. Меджити пак најави анализа на работата на сите владени функционери од редовите на Вреди, но секој од партиите во коалицијата според него треба да одлучува за своите кадри. Катерина Нешкова, Сител телевизија. По примерот на Албанија, кој од крајот на 2019 година има специјално обвинителство против организиран криминал и корупција, познато како СПАК, опозицијската Демократска унија за интеграција ДУИ формира локален СПАК, секретаријат за превенција и борба против корупцијата во Скопски Чаир, чија цел, како што информираат од партијата, е да анализира секакви индиции за корупција и злоупотреба на јавни средства во Скопската општина. СПАК ќе работи со континуиран мониторинг 24 часа на ден, 7 дена во неделата. Граѓаните ќе може да пријават какво било сомневање за корупција преку онлайн платформа и отворена линија со целосни гаранции за заштита на идентитетот. Секој анализиран и документиран случај ќе биде јавно објавен, а случаите со законска основа ќе бидат обработени и во надлежните институции, порача од ДУИ. На ваквата најава реагира од владеачката Влен, повикувајќи ги интегративците новоформираното антикорупцијско тело најпрво да го истражи сопственото раководство. Корупцијата има познати лица. Фатон Ахмети поради сомневањата за злоупотреба на средства во Фондот за здравство, Арбер Адеми како министер за образование со отворени случаи за злоупотреба, Бујар Османи за случајот пациенти и многу други кои денес седат во раководството на ДУИ како недопирливи. Ако овој СПАК е сериозен,
нека се обиде да ги истражи сопствените недопирливи, велат од Влен, додавајќи дека ако локалниот спак на Дуј не е формиран само за спектакл, тогаш треба да ги започне истрагите токму со овие имиња. Најпрво според владеачката коалиција, новоформираното тело треба да стапи во контакт со истото такво тело во Албанија и да побара екстрадиција на Артан Груби, кој повеќе од една година е во бегство. Во автономијата на универзитетите, фаворизирање, партизација и поттик за иселување на младите. СДСМ со овие аргументи бара целосно повлекување на Законот за високо образование. Барањата на превозниците не се одбиени од ЕУ, тврди Макам Транс. Очекуваат преговори во следните 2 недели. СДСМ бара повлекување на Законот за високо образование, оценувајќи го како напад врз универзитетската автономија и закана за младите кадри. ВМРО ДПМН тврди дека со предлогот се воведуваат повисоки стандарди и поголема отчетност со цел подобар квалитет во високото образование. Најавени се јавни дебати, а спорот неверојатно се сели во собранието. Законот за високо образование е директен напад врз автономијата на академската заедница, обвини лидерот на опозицијската СДСМ и побара да биде повлечен. Наместо квалитет со овие одредби се воведува тоталитаризам и брутална партизација на универзитетите, сметаат социјалдемократите. Според Филипче, законот ги фаворизира пензионираните професори, додека за младите асистенти создава несигурност и академска гилотина преку автоматско губење на работата доколку не се исполнат строгите услови за реизбор. На овој начин, лидерот на СДСМ тврди дека државата ги протерува младите кадри. Наместо координатор, министерот станува наредбодавец и една форма на апсолутен владетел. Членот 13, наместо да ја штити институционалната независност, отвара механизам за директна контрола од извршната власт. Доколку не се исполнат дел од условите за реизбор, настане го губи звањето и работниот однос по сила на закон без заштитни механизми од Законот за работни односи. И ова е една форма академска гилотина, што се сака да се направи, да се наметне здрав кадар кој ќе молчи и кој ќе биде послушен. Следно, удар врз интердисциплинарноста и доживотното учење, членовите 116, 122, 123, се ограничува упис на магистарски и докторски студии само на исто или сродно подрачје, според статистички кодови, со што се убива можноста за промена на кариерата. Од ВМРО ДПМН реагира дека со овој предлог текст се решаваат низа катастрофални грешки во образованието, кои ги направила претходната власт на СДСМ, особено со Законот за високо образование кој го донеле во 2018-та. Новиот закон, велат, е изработен од 60 врвни експерти и со него се отвара пат за поголема отчетност и поддршка на најдобрите студенти. Целта е враќање на универзитетите на светските ранглисти, велат од ВМРО ДПМН. Новиот предлог закон дава предност при вработување на државните универзитети на најдобрите студенти од генерацијата, на студентите добитници на инженерски прстен и на оние кои студирале на некој од најдобрите 100 светски универзитети. Законот предвидува секој кој сака да напредува во академската кариера да изработува научно-истражувачки трудови од кои дел треба да бидат објавувани во меѓународни научни исписанија со импакт фактор. А зашто Министерството за образование и наука секоја година ги покрива трошоците на авторите зашто се објавуваат јавни конкурси, така што разобличуваме уште една лага на лидерот на СДС. Од владеачката партија ја охрабруваат СДСМ да покаже државност и наместо критики да изнесе сугестии за подобрување на содржината со која ќе се подобри квалитетот во високото образование. Инаку министерката Јаневска најави дека од оваа недела ќе почнат јавните дебати со академската фила на сите државни универзитети за предлог законот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Европската унија не ги одбила барањата на камионџиите, туку процесот за изнаоѓање решение во тек, тврдат од Макам Транс по информациите дека Брисел ги отфрлил предлозите за олеснување на престојот во Шенген. Превозниците бараат преодно решение до следниот состанок на Европската комисија со предлогот деновите поминати во транзит да не се пресметуваат во правилото 90 дена во 180 дена, додека разговорите продолжуваат, дел од регионалните здруженија најавуваат протести. Европската унија не ги отфрли барањата на камионџиите, туку процесот за решение е во тек, вели претседателката на Макам Транс Билјана Муратовска по објавите дека Европската комисија ги одбила предлозите од земјите од Западен Балкан за олеснување на престојот на возачите во Шенген. Според Муратовска, новата визна стратегија на ЕУ ги признава возачите како професионалци, но сега се бара преодно решение до следниот состанок на Европската комисија предвиден за 2 недели.
Како привремена мерка, превозниците предложиле да не се бројат деновите поминати во транзит со цел да не добиваат црни печати поради правилото 90 дена во 180. Значи, ние пративме допис со почетокот на самите протести, го пративме тој допис до Европската комисија, меѓутоа ја не го сметам тоа као нешто што е разговарано веќе па да биде одбиено. Од Брисел за сега нема конечен одговор, а дел од регионалните превозници најавуваат можни протести ако во рок од 2 недели не се најде решение. Муратовска смета дека блокадите нема да помогнат и предупредува дека без договор возачите ќе ги потрошат дозволените денови и нема да може да работат. Рокот од 2 недели е рокот кој што е закажан за новиот состанок. Ќе разговараме после тоа за било што кој ќе добиеме некој одговор. Значи, активните блокади нема да мора да се прават, бидејќи возачите ќе немаат слободни денови за да можат да возат. И тоа е исто блокада. Од Министерството за транспорт велат дека разговорите со европските институции се интензивни. Диалогот со Европската комисија е активен и сите можности се разгледуваат од страна на техничка работна група составена од сите ресорни министерства и представници на Европската комисија. Во следниот период разговорите продолжуваат со засилена динамика, со цел наоѓање трајно решение кое е прифатливо за сите страни. Како министерство апелираме да не се потпаѓа на шпекулации и секако вид непроверени информации кои може да наштетат на диалогот, особено не на шпекулации од соседните држави. Додека се чека одлуката на Брисел, камионџиите кои го надминуваат лимитот од 90 дена и натаму се соочуваат со црн печат и забрана за влез во Европската Унија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Државата ги заострува условите за добивање субвенции со новата програма вредна над 98 милиони евра со цел парите додат кај оние кои реално произведуваат. Ако имате 2 декари лозје и грозјето го користите за да си направите домашно вино и ракија, од сега субвенции нема да добиете. Државата ги заострува правилата преку новата програма за финансирање, вредна над 98 милиони евра. Па така во сточарството, наместо 1 или 2 крави, за субвенции минимумот ќе биде 3. Кај козарството прагот се зголемува од 10 на 30 кози, исто како и во пчеларството. Во лозарството најмалата површина за субвенционирање ќе биде 5 декари, а се зголемува прагот и за полјоделските и градинарските култури. Имаме одредено мало подкревање на површините кои што се услов за користење на субвенциите со цел да зголемиме домашната продукција на храна. Нема кратење во делот на субвенциите, него има дополнителни условувања во делот на производството, во делот кој што треба да го постигнеме на едно повисоко ниво. Сите овие реформи кои што ги правиме, почетни реформи, се да дадеме еден правец каде ќе се движи Македонија во наредниот период. Навистина, ние мораме да овие субвенции кои што ги даваме како држава бидат на вистинскиот начин дадени кај вистинските луѓе кои што навистина работат и произведуваат земјоделски производи. Трипуновски вели дека во моментов има околу 65.000 корисници на субвенции, а со новите правила очекува благо намалување. Најави засилени контроли откако се дознало дека се исплаќаат субвенции за земјишта кои воопшто не се обработуваат. А имало и случаи каде во штала за добиток биле затекнати само ушни маркици. Државните земјоделски инспектори од Државниот земјоделски инспекторат ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција со цел ваквите контроли да бидат максимално на терен спроведени и да нема одлевање на вакви буџетски средства. Дополнително, дел од производството, сите оние земјоделци ќе треба да го докажат во предаден или откупен или преработувачки центар со цел да го докажат своето производство. Кај оние што се откриени злоупотреби, освен што нема да добијат пари, ќе имаат и забрана да се пријават за субвенции во наредните 3 години. СДСМ пак вели дека владата ги намалила субвенциите на земјоделците за 40 милиони евра. Трипуновски сака ова кратење на субвенциите да го представи како некаква мала реформа. Со зголемувањето на минималните површини за лозарство, воштарство и полјоделските култури, неколку илјади земјоделци за прв пат од 2004 наваму ќе останат без денар субвенции. Дали за реформа Трипуновски и владата на Мицкоски го сметаат елиминирањето на илјадници земјоделски семејства од системот на државна поддршка, прашуваат од СДСМ. Во меѓувреме, Трипуновски најави дека државата најверојатно ќе ги поддржи проектите од ИПАРТ, кои веќе се одобрени, а потоа средствата ќе се компензираат со европски пари. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Синдикатот утре во 11 часот ќе блокира владата, обвинувајќи дека работниците се оставени сами да преговараат со работодавачите за минималец од 600 евра и линарно зголемување од 100 евра на останатите плати. Последната блокада пред владата е токму поради тоа што оваа влада ги блокира работничките плати долг временски период за кој само вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за 9250 денари или едно 4-члено семејно домаќинство е посиромашно за 9250 денари. ССМ ќе донесе одлука за организирање на генерален штрајк. Со таа одлука, секој еден вработен и во јавниот и во приватниот сектор ќе биде заштитен. Генералниот штрајк според размислувањата треба да трае 24 часа. За време на генералниот штрајк нема да се извршуваат работните задачи и за време на генералниот штрајк ќе треба да ни се придружат во часот и во времето во кое ние ќе го определиме на улица. Секој работник сам бира дали ќе протестира и дали ќе штрајкува или нема. Минхенската безбедносна конференција, учеството таму, средбите, но и најавите за промени и подобрувања во секторот одбрана ќе бидат во фокусот во Централниот дневник. Во тема на денот мој гостин Владо Мисајловски, министер за одбрана. Останете со нас, се гледаме во Централниот дневник.